Очекува мнозинство за изгласување на потребата за промена на деловникот за онлайн работа на парламентот, порача собранискиот спикер Талат Џафери на брифинг со новинарите. Ако има потреба, вели Џафери, деловникот ќе оди по скратена постапка. Според него, ако се овозможи онлайн работа на собранието, тоа ќе трае додека трае и пандемијата. Појаснува дека нема сите пратеници да имаат можност да се вклучат од дома, туку само оние кои поради коронавирусот нема да можат физички да присуствуваат на седниците, а нивната здравствена состојба дозволува да работат од дома. Ќе мора да го известат председателот и да достава документ од здравствените власти, кој ќе биде на увид на сите пратеници. Инаку на денешната 22 седница се очекува избор на двајца подпредседатели на собранието на предлог на владеачкото мнозинство. Предлозите според информација од собранието се Горан Мисовски од НСДП, како и Фадил Зендели од БЕСА. Од ВМРО ДПМН соопштија дека нема да гласаа за предлозите за подпредседатели, пошто ја напуштија собраниската расправа. Единствена причина поради која што се барава онлайн работа на собранието е токму неможноста да состават мнозинство за работа на собранието. Ние сме тука присутни да разговараме за темите кои што се значајни, за темите поврзани со здравството и економијата предизвикани од ковид кризата, но секако не приоритет да ни бидат легализацијата на марихуаната и некои слични закони со кои што планира ова владеачко мнозинство да коалицира и да соработува по тие теми. Инаку утре ќе проложи комисиската расправа за предлог буџетот. Ако пратениците работат со потребната динамика, се очекува на 18 декември да биде гласањето. Првата седница за пратенички прашање на овој пратенички состав е закажана за 30 декември.